И покрај тоа, што владата на Зоран Заев во целиот процес тврдеше дека амандманите нема да стапат во сила ако договорот од Преспа не биде ратификуван и не влезе во сила и во Република Грција, се извинувам, владата, односно предлагачот на нацрт амандманите нема предложено ниту еден нацрт амандман кој ќе биде содржина на оваа гаранција. Затоа јас би повикал, доколку веќе сте тргнале во менување на ова, да имаме заштита со еден нацрт амандман на сето она што значи менување на уставното име. Знам дека ќе одговорите дека тоа ќе биде во уставниот закон и таму ќе биде предложено, меѓутоа размислувајте да можете да го заштитите уставното име. 140 држави ја имаат прознато Република Македонија под нејзиното уставно име. Вложена е огромни дипломатски напори да дојдеме до признавање на големи сили на земји, 140 на број, за да дојдеме до фазата на нивно признавање. И сега треба да се повикаме и да им пратиме писмо на тие земји, дека Република Македонија сама се откажува од своето име и дека дипломатските напори и она што претходните раководства на Република Македонија и на Министерството за надворешни работи го кажувале како свој успех, сега да кажеме дека тоа е промашена работа и ние од сега ќе бидеме Република Северна Македонија. Почитувани представници од владата, сметам дека треба да размислувате за еден амандман, доколку веќе на мускули ја терате целата работа да дојде до промена на името, да имаме заштита не само во уставниот закон и во уставниот закон, туку и нацрт амандман кој ќе значи заштита доколку по било која причина не помине ова. Подценувачки и понижувачки е сами да бараме промена на нашето име. Договорот, доколку не влезе во правна сила во Грција, како што беше случајот со времената спогодба, ќе направи проблем и потоа ние ќе бидеме земјата која што сама сме решиле да се самоукинеме. Јас би сакал да апелирам и до колегите пратеници. Добро да размислат за тоа што по завршувањето на вторава фаза и третава фаза, Република Македонија како таква што ја познаваме, како таква што ја имаме добиено од нашите предци, веќе нема да постои. Република Северна Македонија со нацрт амандманите кои што се планираат да бидат внесени понатаму, во нацрт амандманот 34, 35 и 36, ќе биде една нова творевина во која што се вметнуваат други процедури, ќе биде избришан и прогласот кој што ја укажува на државотворноста на Република Македонија, ќе се повикуваме на манифест што представува записник од одржан конгрес или собир на АСНОМ и ќе се доведеме до ситуација да Република Македонија, како што ние ја познаваме, повеќе ја нема. Оваа држава сме ја добиле од нашите предци, да ја чуваме и таква како што е, да ја оставиме на нашите наследници.